Стадион. Емисија за вашата вистина. Во однос на процедурите кои што се уваат и во законите и во уставот, секој со своите надлежности, одговорности, ингеренции, и претседателот има можност да не го потпише законот, одреден закон, така што тој повторно се враќа во собранието на повторно разгледување, и овде секако пратениците повикувам да бидат вклучени во дискусијата, во дебатата, да ги дадат своите сугестии и предлози, мислења со цел да најдеме решение, да го подобриме можеби текстот на законот, кој што ќе помогне на граѓаните пред се, бидејќи овој закон не се однесува и не е потребен на владата, туку пред се е потребен на граѓаните, па и на општините, за да решат прашања кои што им тежат и кои што се напластени и се натрупани со текот на годините наназад. Така што во целиот овој период дискусијата е во насока да решиме голем број на проблеми кои што се реалност во државата. Една од главните забелешки заштитените еколошки зони невладините се сомневаат врз основа на досегашното искуство дека Министерството за животна средина нема да издава лесно дозволи. Па во однос на ова прашање во законот има член во кој што се бара доколку одреден објект е во заштитено подрачје, во заштитен појас, покрај патишта, железници, во близина на одредени инфраструктурни објекти, во национални паркови и така натаму, треба да се побара согласност од надлежна институција или орган. Во случајот во заштитените подрачја тоа би било Министерството за животна средина. Доколку се работи за објект во близина на некој инфраструктурен објект, секако ќе се побара мислење од надлежен државен орган кој што треба да даде согласност. Без таква согласност тој објект нема да може да биде во правна рамка, и тука сметаме дека во голем дел генерално е заштитено, е заштитен интересот пред се на граѓаните и на таквите зони кои што ги имаме во државата. Ги наградувате богатите сега со зголемената цена за легализација. Посиромашните граѓани нема да можат да платат. Зошто се исфрлени стамбените згради, тоест терасите, нели е ова неправедно? Стамбените згради или објектите за колективно домување со А2 намена се низ првичната дебата утврдено, се исфрлени низ првичната дебата и утврдено дека тие би направиле одредена можеби дисторзија во системот, дека не е дозволиво големи комплекси стамбени да се стават во правна рамка преку ваквиот тип на закони, бидејќи ќе се доведеме во ситуација да некој прави бизниси од оваа работа. Заради тоа, заради заштита на јавниот интерес, заштита на граѓаните, токму тоа е и причината зошто не се ставени ваквиот тип на големи стамбени комплекси за колективно домување во овој закон, и се исклучени, со тоа не можат да се стават во правна рамка по ова законско решение. И вториот аспект за посиромашните граѓани или граѓаните кои што примаат некаква помош од државата, дали е тоа социјална помош или друг тип на парична помош, за нив имаме одредба во законот која што ги ослободува од плаќање на комунален надоместок по овој закон, заради тоа што со ова придонесуваме карактерот на социјалната држава, да го заштитиме и да им помогнеме на луѓето со цел да си го стават во правна рамка својот објект, кој што успеале да го изградат со цел да имаат кров над глава, над себе и над своите семејства. Сметаме дека ова е значајна поддршка за граѓаните, и со ваквото законско решение овозможуваме да тие објекти се појават во имотен лист и потоа да плаќаат тие граѓани давачки према државата за тие објекти. Знаете дека за секој објект граѓаните плаќаат данок на имот годишно, и доколку тој објект го впишат во евиденција во катастарот на недвижности, тогаш тие се обврзуваат да платат данок на имот. Така што со овој закон ние практично решаваме прашања со кои што им помагаме на голем број на граѓани. Ако реално имаме во моментот 50.000 објекти кои што треба да бидат третирани со ова законско решение, дали ги исполнуваат условите или не, со тоа значи дека имаме голем број на објекти кои што се постоечки. Не зборуваме за објекти кои што во иднина ќе се градат, туку постоечки објекти,
а со дополнителните 50% казнени пенали кои што треба да се платат, ограничуваме и правиме еден обрач со што сакаме да ја намалиме ваквата продукција на вакви објекти кои што ги заобиколиле постоечките редовни законски процедури. Така што од повеќе аспекти имаме аргументи зошто се носи овој закон, но дебатата е отворена и најчестите корисници на овој закон, пак ќе кажам, ќе бидат граѓаните и општините. И еве повикувам и градоначалниците да се вклучат, бидејќи овој закон е барање на ЗЕЛС и на градоначалниците уште од пред 2 години, кога се отвори дискусијата и дебатата и тие побараат да им се даде правна рамка и можност за да можат ваквите појави кои што ги има во сите градови да имаат можност да ги решат, но и да се приберат комунали, односно средства за изградба на инфраструктура во таквите зони со цел да можат и да им помогнат на тие луѓе со изградба на инфраструктурата. Се калкулира со некои бројки, дали има конкретно која е точната бројка на дивоградби и зошто доцнат старите легализации? Во однос на стариот закон од 2011 година, голем број од предметите се решени, но има секако останато предмети кои што по општините кои што не стигнале да ги решат во овие 10 години. Прашањето е заради тоа што капацитетите на општините во однос на кадрите од типот на инженери, архитекти, луѓе кои што ги решаваат овие предмети е крајно ограничен. Работејќи ги редовните постапки, тие работат и на постапките од типот на ставање во правна рамка на бесправно изградените објекти и заради тоа секако дека во сите општини, колку што јас имам информации, имаме заостанати вакви предмети кои што треба да се решаваат. И тоа е прашањето зошто треба да им се даде само рок на општините за да продолжи да важи стариот закон, не за поднесување на нови барања, туку единствено за да ги решат за останатите барања, за да не се доведат во правна несигурност граѓаните и дел од нив да имаат решен предмет кој што го поднеле на време, а дел од граѓаните да се уште го немаат добиено своето решение за својот објект и да не се случат, да не се соочат со судски постапки и тужби општините и штети на буџетите. Така, чинот 41 дополнително изгласан во парламентот, со него се амнестираат кривични дела, дивоградење. Дали е тоа делот да се гласа од страна на ВМРО ДПМН? Тоа беше и главна забелешка од председателот Пендаровски токму нели на овој член. Па јас не сметам дека закони треба да се носат за одредени случаи или за одредени поединци. Законите се носат за доколку имаме голем број на постапки во државата, имаме голем број на изградени објекти, 50 илјади кои што постојат и ние бараме решение како да ги надминеме сите овие прашања. Нормално е дека владата и собранието се институциите кои што треба да бараат и да изноѓаат решенија, низ дебата, низ дискусија, да се носат закони и подзаконски акти со кои што ќе им помогнеме на граѓаните да добијат, во овој случај, кров над глава. И тоа е начинот, тоа е форумот, парламентот е форумот каде што се дискутира во изминатите денови, но и месеци. Постојано е во јавноста дебатата во однос на овој закон, така што пратениците се согласија во однос на ова законско решение, кое што е дополнето и надоградено со членови амандмани, но секако дека и по повторното враќање во собранието, јас ги повикувам пратениците да се вклучат и секако да ги слушнеме аргументите дополнително во јавноста и на градоначалниците, за да можеме да дојдеме до еден можеби подобар текст кој што ќе биде прифатлив за собранието, за владата, па и за граѓаните. Така што тој аспект сакам да кажам дека бараме решенија, дека добро е да се вклучат сите, па и правни експерти, па и луѓе кои што оваа проблематика им е поблиска, бидејќи треба да имаме во предвид секогаш дека ваквиот тип на појави ги имаме во државата и ова е еден од начините како да ги запреме. Треба да имаме сигурни дека ваквите појави и ќе се случуваат и во иднина со изградба на нелегални објекти, но ние мораме да наоѓеме начини како да го намалиме притисокот од ваквиот тип на градба и тоа е
можноста преку овој закон, преку плаќање на казнени пенали, преку сите овие ограничувања кои што ги има во овој закон, а ги немаше во претходниот, да овозможиме да ваквиот тип на појави се сведе на минимум. Со овој закон се легализира и Скопје 2014 зградата на ЛМЕП, со речиси сите згради од овој проект се без технички прием. Јас не ги знам поединечните случаеви за сите овие објекти кои што ги наведувате. Во однос на одредени објекти секако треба да се погледне целата документација. Дали се работи за документација и за објекти кои што одобрение издава матичната општина, ако е од втора категорија, или Министерството за транспорт и врски, така што за секој поединечен проект можеме да дискутираме поединечно и да дискутираме во однос на сите тие прашања, но во однос на прашањата дали со овој објект, со овој закон ние сега одиме да легализираме одредени објекти конкретни, тоа не е точно, заради тоа што како што кажав, со овој закон единствено и исклучиво сакаме да помогнеме на граѓаните на кои што им е потребна правна рамка и поддршка заради тоа што сакаат да си го ставаат во правна рамка својот објект, кров над глава за себе и за своето семејство. Така што ако зборуваме за 50.000 објекти низ целата држава кои што веќе постојат и се изградени, треба да си го поставиме прашањето во ред, доколку ваквиот закон не се донесе, тогаш следно е да се отвори прашањето пред општините и градоначалниците дали се подготвени да влезат во отстранување или рушење на сите тие објекти, заради тоа што и ако имаме 50.000 вакви објекти во државата, тоа значи дека само во Скопје би имало некаде 15 до 20.000, во градови од типот градови од средна големина од типот на Струмица, Велес, Штип или не знам Прилеп би имале по 2-3 000 такви објекти пропорционално земено, и тоа дали значи дека градоначалниците се подготвени да влезат и да срушат 2-3 или 5.000 вакви објекти на граѓани кои што не успеале низ редовните процедури да извадат градежни одобренија. И овие објекти постојат, за овие објекти секако дека треба да се бара решение, и заради тоа дебатата е отворена. Ние не инсистираме на ништо, но бараме да ги решаваме проблемите на граѓаните, а не да ги ставаме под тепих, бидејќи владата и собранието треба да им служат на граѓаните, да им ги решаваат проблемите со кои што се соочуваат. Во однос на сите овие објекти кои што ги напоменувате, секако треба да се обратите до конкретните институции и да се видат сите тие постапки до каде се, дали имаат одобрение за употреба и така натаму. Стадион. Емисија за вашата вистина.